Почитувани, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Штом си спасен, дали спасението останува вечно и дали може на верникот да му се земе Светиот Дух? Кога луѓето ќе го запознаат Исус Христос како свој личен спасител, тогаш започнува поврзаноста со Бог која дава вечна сигурност. Апостол Јуда во 24 стих вели вака: а на оној кој може да ве зачува од паѓање и да ве постави безпрекорни пред присуството на својата слава со радост. Зборот паѓање значи сопнување или фигуративно речено паѓање во грев. Јуда, апостол на Исуса Христа, ја истакнува Божјата сила во верникот за да не падне во грев кој може да има последици. Тоа зависи од Бог, а не од самите нас. Тој може да не постави и не постави во присутноста на неговата слава, во радост или со радост. Нашата вечна сигурност е втемелена на тоа што Бог не чува за спасение, а не ние или наш обид за зачувување на нашето спасение. Господ Исус Христос рече вака: јас им давам вечен живот. Тие нема никогаш да пропаднат или да загинат и никој не може да ги грабне од мојата рака. Таткото кој ми ги даде е поголем од сите и никој не може да ги грабне од раката на мојот татко. Тоа е запишено во Јован или Евангелието според Јован, 10 глава, 27 и 29 стих. Исус и таткото или Светото Тројство цврсто не држат во своите раце. Кој може да не одвои од цврстината на нивната сила, од цврстината на Божјата сила? Во Ефесјаните 4 глава 30 стих е запишано дека верните Божи деца се запечатени за денот на откупот. Кога вели Библијата запечатени, тоа се мисли запечатени со Светиот Дух. Кога верните не би биле вечно сигурни, Божиот печат на Светиот Дух не би вредел за денот на откупот. Туку само до мигот, кој заради одредена слабост кај верникот или верниците би сгрешиле и би го изгубиле спасението. Апостол Јован јасно го запишал тоа: кој верува во Исус или во Христос има вечен живот. Го има и ќе го има. Тоа е од Бог и вреди за секогаш, а не привремено. Во овој стих имаме трајна форма на израз има. Го има сега и во иднина. Како прво, во посланието до римјаните, Павле во 8 глава 30 стих вели вака: кој ги предодреди, нив и ги повика, и оние што ги повика, нив и ги оправда, а оние што ги оправда, нив и ги прослави. Овој стих ни открива дека од моментот кога Бог не избрал и повикал да бидеме негови, да бидеме негова собственост, ние веќе сме прославени во неговото присуство, присуство на небото. Нема нешто што би можело да го спречи верникот да не биде прославен, зашто Бог со тоа што го спасил, веќе го поставил да биде негова собственост во небото. Штом некој ќе се оправда или Бог го оправдал, неговото спасение е обезбедено и сигурно. Тоа е толку сигурно, колку и фактот дека тој е веќе прославен во небото. Како второ, во Римјаните 8 глава 33 и 34 стих, истиот апостол, се знае, Павле, поставува две важни прашања и вели: кој ќе ги обвини Божите избраници? Бог ли кој ги оправдува? Кој може да ги осуди? Исус Христос ли, кој умре и воскресна од мртвите и седна од десната страна на Бог и се застапува за нас или посредува за нас? Кој ќе ги обвини Божите избраници? Прашањето е. Одговорот е овој: никој, никој, никој. Зошто? Затоа што Христос е наш застапник и посредник. Кој ќе не осуди? Никој, бидејќи Христос кој умре за нас е оној кој има единствено право да ни суди. И бранителот и судијата е Господ Исус Христос, нашиот Спасител.
Како трето, верниците се наново раѓаат кога ќе поверуваат во Исус Христос. Во Евангелието според Јован, 3 глава, 3 стих, Исус вели вака. Исус му одговори и рече, се мисли на Никодим, вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тоа значи од Бог, тој не може да го види Божјото царство или не може да влезе во Божјото царство. А во посланието до Тит, апостол Павле во 3 глава 5 стих ќе рече вака, не спаси, не врз основа на праведните дела што ние сме ги направиле, туку по својата милост не спаси, преку капењето на наново раѓањето и обновувањето на Светиот Дух. За да може христијанинот да го изгуби наново раѓањето, па и Светиот Дух да му се земе, тој би требало да се одновороди, да не се роди одново, туку да се одновороди или да стане ненановороден, иако бил еднаш нановороден. Но, почитувани, нема докази во Библијата дека наново раѓањето може да му се одземе на оној што го има веќе. Зошто? Затоа што Светиот Дух живее во верниците. Апостол Јован во 14 глава 17 стих вели вака. Односно, Исус Христос во Евангелието според Јован 14 глава 17 стих рекол вака. Духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто не го гледа, ниту го познава, а вие го познавате, зашто тој пристојува при вас и ќе биде со вас. Исус ја нагласува неговата присутност додека е на земјата, а и Божјата, односно присутноста на Светиот Дух после неговото заменување. А во Римјаните, 8 глава, 9 стих е запишено вака. Но вие не сте во телото, туку во духот, само ако Божјиот Дух навистина живее во вас. Но ако некој го нема Христовиот Дух, тој не е негов. Истиот апостол во 1 Коринќаните 12 глава 13 стих вели вака. Зашто ние сите сме крстени преку еден дух во едно тело. Тоа е крштавање со Светиот Дух. Било јудејци или елени, било робови или слободни, било македонци или било кој, сите оние што се поверувале во Исус Христос. Тие се крстени преку еден дух. И сите сме напоени во еден дух. За да не биде верникот спасен, Светиот Дух би требало да го напушти поради некој греф или поради занемарување да му служи на Бог и со тоа верникот да престане да биде дел од Христовото тело. Ако е така, тоа подразбира дека делото на спасение ќе зависи потполно од човекот, а не од Бог, бидејќи човекот прво сакал спасение, а потоа одлучил да не сака спасение и го изгубува самото спасение, со некоја негова слабост, несакање или греф. Во сето тоа испаѓа, како Бог да нема никаква улога и дека се зависи од самиот човек, а не од Бог. Но, како четврто, во Евангелието според Јован, 3 глава 15 стих, е запишано дека секој што верува во Исус Христос има вечен живот. Ако денес веруваш во Христос, денес имате вечен живот, а утре го изгубите, тогаш тој воопшто не бил вечен. Затоа, за да го изгубите вашето спасение, тоа би значело дека ветувањата за вечен живот во Библијата што се дадени не се вистините. Најубедливиот доказ за ова нешто или за оваа теза се наоѓа во она што го запишал апостол Павле во Римјаните 8 глава 38 и 39 стих. Павле вели вака: зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание ќе може да не оддели или одвои од Божјата љубов која е во Христа Исуса нашиот Господ. Зошто е Павле сигурен? Тој е сигурен затоа што во него живее Светиот Дух. И тој врз основа на тоа што живее Светиот Дух има уверение дека не може ништо да го одвои од смрт,
ni smrtта, ni животот, ни ангелите, ни властите и така натаму. Тоа е таа сигурност која што ја има верникот. Запомнете, дека Бог кој ве спасил по милост е истиот тој Бог кој ќе ве зачува до последниот ден по милост. Откако ќе те спаси, ти остануваш спасен и сега и во вечност, затоа што Светиот Дух живее во тебе. И дефинитивно, можеме да кажеме дека нашето спасение е сигурно во вечноста. Некој на ова ќе рече вака: па тогаш да грешиме, зашто и така сме спасени. На оние кои така ќе речат и мислат, одговорот е овој: оној што е спасен не сака да греши. Тој ќе има паѓање и станување, ќе има грешки во животот, но никогаш нема да каже: ајде да грешиме, зашто и така сме спасени. Тој со тоа што не сака да греши, потврдува дека е од Божиот спасен народ. А оние кои мислат дека се спасени, а грешат со смртни гревови, тие само потврдуваат дека никогаш не биле спасени. Ако си спасен, радувај се. Ако го имаш Светиот Дух, радувај се. Спасението е сега и вечно. И никој не може да ти го грабне, никој не може да ти го одземе, затоа што Бог тоа го направил, тоа дело во тебе, и не може човек да учествува во нешто во тоа дело. Библијата е јасна. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. На Бог нека е слава за неговото вечно спасение. Амин.